Државните квоти кај фармацевтите остануваат проблем. Покачувањето од 12.000 денари кое Фондот за здравство го одобри за 776 аптеки, според нив е малку и нема значително да ја подобри состојбата со недостиг на лекови од позитивната листа. Дека многу поголем дел практично од проблемот дека ќе се реши не се решава на овој начин, бидејќи сепак е премала цифрата од 12.000 денари за да може да се задоволат потребите на пациентите. Покачувањето на квотите доаѓа по големите реакции на пациентите дека лекови на рецепта има само на почетокот на месецот. Потоа, ако сакаат да се лекуваат, мора да платат од свој джеп. Мора да знаете, пошто нема више. Без рецепти не дават више. Тоа. Имате резерва? Па мора да си имаме. Мора да чуваме. Тоа не да е добро, тоа е катастрофа за една нација која што мислам дека е више оболена и со овие са турбуленции у државата. Нема човек кој што не е зависен со некои лекови така. Сега до пети да ги има со рецепти, после тоа да ги нема не е добро. Мисля, едни има на рецепти, а после пети баш моментално нема ги за 3-4 дена. Вие до пети земете си ги на време. Земаме на време. Сликата се повторува секој месец, па еднократното покачување за квотите е далеку од потребното решение. Според фармацевтите, за нештата и суштински да се сменат, потребно е долгорочно решение. Решението значи за овој проблем пред се пациентите кои што имаат скапи лекови, односно лековите кои што се со повисока цена, да не влегуваат во регуларната квота и за тој дел, за тој процент, значи квотата ќе биде слободна за да бидат обслужени луѓе кои користат така наречено поевтини лекови. Најголем проблем имаат пациентите кои користат лекови за срце, висок крвен притисок и седативи кои први се трошат. Инаку, вкупната месечна квота која една аптека ја има на располагање за лекови од позитивната листа е 650.000 денари.